Македонија е на добар пат меѓу лидерите во спроведување на реформите. Тоа е главната порака која од Скопје ја испрати еврокомесарката за проширување Марта Кос. Ова е посебно важно бидејќи државава ја има една од потешките реформски агенди во однос на другите. Извршниот директор на Евротинг Димитар Николовски за Алфа вели дека добро е што за разлика од другите аспиранти за членство, ние сме меѓу најдобрите во исполнување на својата домашна задача. Треба да ги сватиме дека сме на добар пат што се однесува до реформската агенда. Секако тука има и доста проблеми во однос на спроведувањето на некои од реформите кои не се спроведуваат со таква брзина како што се предвидуваше на почетокот. Меѓутоа генерално земено во споредба со другите држави стоиме добро и остваруваме добар напредок. Што се однесува до другото погорливо прашање, а тоа е започнувањето на преговорите, тоест отворањето на кластерите и поглавјата, таа ја повтори старата порака дека без промена на уставот такво нешто не може да се случи. Сепак за старт на преговори Македонија како пречка го има она што го прифатија СДСМ и ДУИ пред 4 години, односно францускиот предлог, со кој бугарските услови станаа пречка на европскиот пат на земјава. Првиот човек на Институтот за демократија, Societas Civilis Марко Трошановски, за Алфа вели дека сега мора да се најде некаков начин да се спроведат уставните измени. Потврда за добриот реформски пат е барем што се однесува до реформската агенда. Очигледно тука имаме најдобар перформанс во регионот, особено што нашите заложби во тоа агенда се многу потешки и посериозни од тие на останатите земји. Втората порака, најважната од се, всушност се однесуваше на тоа дека гаранции во процесот не можат да се добијат и никоја земја не ги добила. Марта Кос во Скопје повика на консензус за измените во изборниот законник со што земјава 100% би исполнила реформската агенда од тоа што е предвидено до средината на јули. Според Трошановски на консензус за важни прашања за државата не треба да се повикува од надвор, туку треба да биде внатрешна политичка култура. Пораката не треба да доаѓа од челници дека работите што се несува на државата треба да ги градиме со консензус, прашање на домашна политичка култура пред се. Не знаеме до кој ниво ова се перипетии на политичките партии или станува збор за фундаментални несогласувања. Треба да излезат од дневно политички калкулантски перипетии партиите и да се обединат околу тоа што е јавен интерес конечно. Согласен дека за ова прашање мора да има консензус е и Николовски. Апсолутно мислам дека кон сите актери, и кон опозицијата и кон власта, дека мора да се градат овие политики со консензус, така да очекувам дека во наредниот период сепак ќе може да се дојде до консензус за да се отклучат и тие преостанати средства од Европската унија. Еврокомесарката Кос порача дека Македонија е меѓу лидерите во реформските процеси, исполнети се 90% од планот за раст, а за 100% успех до 15 јули потребно изгласување на изборниот законник, кој во моментов во собранието е блокиран од опозицијските СДСМ и Левица.